Прво да ги поздравам сите гледачи. Традиционално на почетокот на сезоната се првиот турнир од младинските категории во организација на Пимпонгарската федерација на Северна Македонија го организираме овде во Берово. Традиционално сакаме да почнеме со Берово како клуб каде што ППК Берово се појавува еден од најсериозните организатори, најорганизираните клубови, така да довербата за почетокот на првенството ја дадовме на овој клуб и веруваме дека овие 2 дена каде што ќе се одигруваат првиот Телеком изборен турнир денеска до 19 години, а утре во категоријата до 12 години ќе помине во одлична организација, зашто немаме никаков сомнеш, така да тоа е причината зашто овој викенд се наоѓаме во Берово. Мислам дека ќе имаме присуство на околу 15 клубови од членки на Пимпонгарската федерација, со деца присутни денеска до 19, утре до 12 години. Условите гледаме дека организаторот овозможил прекрасни услови, топла, затоплена сала, одлични услови, така да мислам дека ќе имаме безпрекорна игра во овие 2 дена. Денеска веќе по трети пат се одржува државно првенство во пинг-понг во Берово. Што е најубаво дека Берово оваа година стартува со серијал од 4 државни првенства. Значи овој викенд и следниот викенд пинг-понгарските збиднувања стартуваат, караванот стартува од Берово. Очекуваме успешна сезона. Берово станува центар за пинг-понгот. Посебно сме горди заради тоа и нека биде убав ден, од гостите ќе бидат сигурно срдечно пречекани како и секогаш во Берово. Нека победат најдобрите. Берово по сите видувања е во најголем пораст, во најголем тренд со зголемување на млади играчи. Интересот е преголем. Сега планираме да формираме уште неколку групи, пошто во градот младите сите сакаат да играат, гледајќи ги своите другарчиња дека постигнуваат успеси и се надеваме во иднина дека тоа ќе биде главниот спорт во Берово. Пимпонгарската федерација на Македонија и јас како селектор започнуваме со нашите активности токму од градот од каде што е расадник на млади таленти во пинг-понг. Пинг-понгот завзема големо место во овој град и ние како федерација, јас како селектор сум постојано присутен во Берово да едноставно овие таленти ги надоградиме и да ги насочиме веќе во професионалните води. Благодарение на пинг-понгарскиот клуб Берово Зегин, овде веќе имаме доста талентирани деца и од младинска и пионерска и кадетска категорија и сите тие се иднината на македонскиот пинг-понг. Овој викенд започнуваме со првиот мастерс турнир до 19 години младинци, каде што овој турнир е бодовен врз база на овие турнири, едно државно првенство, еден топ 8 и 2 мастерси, бодовите ќе се сумираат и на крај се прави ранг листа во која по која се избираат и репрезентативците. Членовите на ППК Зегин Берово имаат големи шанси да влезат во сите категории со своји репрезентативци. Благодарност до тренерот нивни Јован Ковачевски, до целата организација, до градоначалникот на Берово, директорот на училиштето и понатаму со голема љубов и ентузијазам да се продолжи оваа работа. Пинг-понгот е еден прекрасен спорт во кој ние можеме многу да напредуваме. Тие се амбасадорите на нашата држава. Веќе традиционално, како што рековте, по трет пат се одржува државниот турнир во пинг-понг, што за нас како општина и особено за клубот кој силно е поддржан преку програмата за спорт од страната на општина Берово, значи афирмација преку спортот на Пимпонгарскиот клуб Зегин, истовремено афирмација и на државно и на национално ниво, значи во рамките на спортот и присуството на општината на тие спортски надпревари. Драго ми е што сепак благодарение на неколку млади ентузијасти и секако двајцата тренери кои имаат огромно, значи најголемо влијание и свој максимален придонес за да може клубот денес да организира вакви настани на национално ниво, се токму самиот клуб, а општината преку програмата за спорт го финансира и општинскиот фудбалски клуб Малеш во делот на фудбалот, го финансираме во рамките на можностите и преку програмата Пимпонгарскиот клуб Зегин и секако доколку во текот на годината се појават некои потреби
за некои поединечни спортови кои имаат одредени турнири, наши граѓани, наши представници со соодветна одлука на Совет ги финансираме и на тој начин му помагаме во поднесувањето на трошоците во услови на оваа, да речем, пандемиска, финансиска и енергетска криза, да самите спортисти покријат тежните услови за работа и му возможиме соодветно финансирање да настапат на тие турнири на кои секако покрај промоцијата на клубот, од каде што потекнуваат и ја представуваат и самата општина од каде доаѓа истоимениот клуб. Прво да изразам голема благодарност до организаторот на оваа манифестација денес што се одржува во Берово. На покана од нивна страна, еве денес сум тука да воспоставам некои контакти со представниците на Пинг-понгарската федерација на Македонија, да ги запознаеме, за да добиеме некои насоки како да продолжиме понатака во Пекчево. Пред известно време во Пекчево беше формиран Пинг-понгарски клуб. Малце затаи, но се надевам дека во понатамошниот период со поддршка на Пинг-понгарскиот сојуз на Македонија и во консултации со Пинг-понгарскиот клуб од Берово, се надевам дека оваа традиција ќе ја прошири во нашата општина и се надеваме дека во скоро време една таква манифестација ќе организираме во Пекчево. Јас сум Сара Становска, доаѓам од Скопје, тренирам пинг-понг 7 години и ако се сака се може, не е тешко, само треба напорно да се тренира и да се залагаш во тоа што го играш. Денешниот турнир очекувам многу добри резултати бидејќи знам дека сум во форма и знам дека можам да успеам, па се надеваме на прво место. Јас сум Катерина Лаура Михаилов, долазим из Србије, из Белграда, али сам пореклом из Македонije, tako da dolazim i ovde da igram često. Imam 18 godina, skoro sam napunila, a s ovim tenisom se bavim oko 4-5 godini. Treniram uglavnom u Zvezdi u Beogradu, a ovde dolazim u Makedoniji da treniram za klub Telekom. Konkurencija, pa u Srbiji je dosta zastupljeniji ovaj sport nego što je ovde. Rekla bih da ima duplo veća konkurencija količinski u Srbiji, međutim i ovde klubovi dosta rade, tako da kao i na svakom sportu uvek ima konkurencija na turniru. Da li ste za prvi put tuka kaj nas u Berovu? U Berovu sam prvi put. Prvi put se ovde održava turnir, tako da ćemo vidjeti kako će ići. Јас сум Стефан, доаѓам од Битола, тренирам пинг-понг 4 до 3 месеци и тешко е да се игра пинг-понг, ама треба тренинг. Ако има тренинг, не е толку тешко. Дали за прв пат си тука во Берово? Не, втор пат идам. Прв пат дојдов пред 2 месеци. Сега сакам да фатам некој место, да се надеваме. Ние доаѓаме од Битола, пинг-понгот како и секој друг спорт бара напорна работа, тренинг и за да се успее мора да се тренира секако. Повеќе пати сме учествувале на овој турнир во Верово. Ете, последниот пат кога го освоив третото место, имав среќа да го освоам третото место. Сега се надеваме повторно да се земе некој медал. Има доста добри играчи кои тренираат редовно и има и почетници. Сите се добри, не се во главно лоши. Здраво, јас сум Четре Носки, тренирам година и пол. Това е по трети пат тука што организираме. Друго. Има ли многу јаки деца со други? Има конкуренција голема.